Ти си имала 15 години, Милена, си била заглавена со таткото ти, кој бил крајно зависен од тебе. Дејан ти изгледал како чамец за спасување. Јас сум Никола Ристановски, а во серијава На терапија играм улогата на доктор Терзиев. Што ти е, бе, тебе? Имам пациент. Што е тоа што ти се случува во главата, кажи? Полноќ, поднесу неговата соба од Стив Студенскиот. Кој? Типот со текилица. Ликот на доктор Терзиев е во најголем дел од снимањето еден многу внимателен слушател, кој што и покрај тоа што е од другата страна на проблемите и како на некој начин е инволвиран во не само рационално, него и емоционално во проблемите на другите луѓе, истовремено и со собствените проблеми. Значи, не е лишен и не е надвор од проблематиката. На што точно мислиш? Јас и ти се случивме. И сите работи што ти се мотаат у глава пред да заспиеш навечер со жена ти, се случија. Да, но кога терапевтот не може да се носи со пациентот кој се влюбува во него, може би тоа е знак дека и во неговиот брак нешто не е во ред? Овде луѓето разговараат. И тоа е уште една придобивка, не само во моја заинтересираност, него придобивка една, би рекол, обштествена. Зошто се правиш прост со сила? Прост, барем све сам сум стекнал во животот. А што јас сум украла се што имам? Значи имам чувство дека цело време не зборувате за детето, туку за вас двајцата. Разговорот е можеби она што е најважното во цела ова приказна. Некој би рекол, не постојат лоши приказни, постојат само лоши раскажувачи. Мене ми се чини дека овдека е приказната совршена, а ние, раскажувачите, се обидовме да не ја расипеме. Па добро, не ти е срам што излезе како секој втормаш во градот? Цел живот ја анализираш човековата природа, а се понашаш како некој неандерталец.